кога целото внимание го посветуваме на материјалниот свет и го занемаруваме внатрешниот свет, и изгладнуваме душата во нас. Душата мора да биде изнесена во преден план. Ако мислиме дека можеме да добиеме бесконечно богатство од материјалниот свет, тогаш целосно сме погрешиле. Има разлика помеѓу духовно богатство и материјално богатство. Кога ги користиш парите правилно, можеш да уживаш во нив некое време, но тоа постепено исчезнува. Но ако правилно го користиш духовното богатство, кое е мир, светлина и блаженство, ако го дадеш на вистинската личност, тогаш Севишниот автоматски го полни твојот сад, садот внатре во твоето срце. Ако почнеш дури со најмалку мир и го употребуваш на божествен начин, тогаш Севишниот неминовно ќе ти даде изобилен мир. Ако почнеш правилно да ги употребуваш особините на мир, светлина и блаженство на божествен начин, тогаш кога си вознемирен или иритиран од погрешните сили на надворешниот свет, те уверувам дека изворот ќе те снабди со повеќе мир, светлина, блаженство и други божествени особини. Ова е извадок од книгата Душа патувањето на мојот живот од Шри Чинмој. Книгата е достапна на нашата веб страница meditacija.mk, како и на книги.mk, каде што може да се погледне и краток извадок од истата, а може да се нарачи преку нашиот Facebook профил и Instagram профил Медитација.